Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. На моје огромно задоволство, мојот прв гостин и драго виден пријател Дарко Симуновски. Дарко, добре дојде. Здраво, Владко. Поздрав до гледачите на каналот Татунчо. Мило ми е повторно што сум кај тебе гостин на твојот YouTube канал и да ги поздравам уште еднаш сите што не следат и да ги потсетам дека треба да стават лайк и секако апсолутно subscribe. Така, ова веќе традиционално гостуваш во овој канал, така што слободно може да разговараме на ти, ќе зборуваме за твоето ново чедо, оно што го гледаме во позадината кај тебе. И би сакал за почеток да ни објасниш што е тој инвестициски фонд и какви видови на фондови постојат. Така. Ова што гледате во позадина е името на фирмата, односно друштвото што управува со приватни инвестициски фондови, Limitless Fund Management. Тоа беше една идеја што постоеше оддамна, но требаше сите состојки да бидат, сите зачини тука требаше да бидат за да може нештото да се оствари, така да фалам на Господ, после доста време одамна идеја што постои се оствари. Инаку за прашањето фондови, инвестициски фондови, наједноставно објаснето се тип на финансиски инструмент. Тоа е еден заеднички кош на пари, на средства од повеќе инвеститори. Повеќе инвеститори ги уплатуваат во тој фонд и со тоа земаат удели и фактички во тој заеднички кош после тие средства се управувани или менаџирани од одредено друштво што управува со тие институции, односно со инвестициски фондови. Значи, накратко кажано, инвестициски фонд представува финансиски инструмент каде што е една кошничка на пари од различни инвеститори и е менаџирана на различни видови на финансиски средства. Како започнавте со оваа идеја за основање на приватен инвестициски фонд? Така, Владко, јас одамна го разгледував пейсажот тука во Македонија, пейсажот на инвестиции, на финансиски инструменти. Видов дека во Македонија приватни инвестициски фондови дури се непозната, имало некои во минатото што се обиделе, но повеќето не успеале во нивната цел. Зошто точно не знам, нема да навлагам тука, но едноставно видов дека тоа е потреба тука, неопходност да се има, и видов дека исто така приватните инвестициски фондови генерално и на Балканот не се многу застапени, и гледајќи го тоа, јас заклучив дека треба да се отвори приватен инвестициски фонд во Македонија, односно во множина приватни инвестициски фондови, затоа што ние како друштво можеме да оперираме со многу приватни инвестициски фондови. Моментално ги имаме отворено првиот инвестициски фонд. Инаку идејата, тоа што ти кажав, едноставно гледав неопходност и потреба од таков вид на финансиски инструмент во Македонија и затоа одлучивме да го направиме тоа. Што ве мотивираше да се фокусирате токму на приватен фонд? Така. Владко, постојат две главни класи на инвестициски фондови, тоа се отворени инвестициски фондови и приватни инвестициски фондови. Многу од нашите и гледачи и луѓе имаат слушнато за хедж фондови. Хедж фондови се подкласа на приватни инвестициски фондови. Така да знаат чисто информативно за сите гледачи. Но тоа што е круцијална разлика помеѓу отворен инвестициски фонд и приватни инвестициски фонд, има тука неколку круцијални разлики. Првата разлика е што кај отворените инвестициски фондови може секој да инвестира од 500 денари па нагоре. Буквално секој може да инвестира и таа е една карактеристика битна за нив за отворените фондови,
Но исто така втора карактеристика за отворените фондови е тоа што отворените фондови се многу лимитирани на кој начин може да ги пласираат своите средства, односно парите како можат да ги инвестираат. И тоа може да го прават само во 30% во обврзници, 30% во акции и другите остатокот да бидат во кеш. И затоа кога ќе видиме на одредени отворени фондови, гледаме повеќе фондови, но меѓутоа пример има кеш депозит фонд, после има пример акции фонд, но меѓутоа целокупно тоа богатство, да речам, или пари што ги менаџира тоа друштво на отворени фондови, генерално мора да ги застапува овие правила што се интернационални правила. Ова не е само нешто што е во Македонија. Македонија има само земено копирано таа идеја што првично овие фондови се појавиле во Холандија и после тоа веќе се прошируваат во Америка и Америка веќе тоа го прави многу либерално и после нели Европа ги копираат тие работи, така да и Македонија не е ништо круцијално различно во тој поглед. Тоа е за отворените фондови. Што се однесува кај приватните инвестициски фондови, тие фигурираат на некој начин како фонд што не е толку, да речам, популаризиран во јавноста, затоа што намената нивна е само за квалификувани или во странство што ги викаат акредитирани инвеститори. Тоа е прва клучна разлика. И втора, исто така, клучна разлика, приватниот инвестициски фонд може да има до 20 инвеститори кај нас во Македонија, во други држави, во зависност на регулација може да биде различна таа бројка, но меѓутоа сепак има ограничување колку инвеститори може да влезат. Но од друга страна, пак позитивната страна кај приватните инвестициски фондови, приватните инвестициски фондови буквално нема никакво ограничување каде средствата би биле пласирани, односно каде би биле тие средства инвестирани. Тие се клучните разлики меѓу отворени фондови и приватни фондови. И отворените имаат своји подкласи, има пример mutual фонд, или на македонски превод заеднички фонд, има затворен фонд, тоа е исто подкласа на отворени фондови. И од другата страна, кај приватните фондови, има hedge фонд и може да биде family office и private equity фонд и така натака. Има доста подкласи тука и од едната и од другата страна. Така, кога го спомнува, би било добро да кажеме нешто повеќе за структурата и операциите на фондот. Така. Структурата кај нас конкретно во Limitless Fund Management, тоа што ние како друштво го правиме, главната структура е менеджментот, бордот на менеджмент. Моментално сме јас и уште двајца портфолио менаџери, тоа се Бојан Пандиловски и Ефтим Ридов. Тие се исто така финансиски советници или лиценцирани тука во Македонија и исто така одамна лиценцирани брокери. Инаку за јавноста, за тие што не знаат, тие работеа како брокери во Шпаркасе банка и тие оперира со скоро 90% од вкупниот промет на странски пазари што се одвиваше во Македонија, тоа одеше преку нив. Луѓе со големо искуство, знаење и спремност и стручност. Така да ние сме главниот менеджмент тука, но ние исто така по наша капа аутсорсинг правиме на различен тип на соработки и фирми што се на различна специализација и стручност за потребите на фондот. Ние во аутсорсинг имаме десетици компании во различни сектори, имаме правна фирма, имаме сметководствено биро, имаме фирма во градежништво, изведувачи што имаме склучено договори, имаме со фирми што веќе што работат на идејни проекти во градежништво и така натака. И
и многу други работи во многу други сектори. Исто така имаме консултанти што работат за приватни фирми на private equity, затоа што нашиот фонд е многу ширенолик. Ќе објасниме понатака и што конкретно и зошто е тоа така, но меѓутоа со еден збор кажано, стотици луѓе индиректно работат во Limitless Fund Management и ние како менаџери, портфолио менаџери, исто така сме најгоре каде што ги менаџираме сите овие процеси. Значи, тоа е главната структура во фондот. И другото што беше прашање, Владко? Добро, тука можеме да додадеме големина, тип на инвестиции, минимален влог. Така. Како што реков пред малку, приватните фондови важат само за квалификувани или странство што ги викаат акредитирани инвеститори. Пример во Америка, отприлика акредитиран инвеститор во зависност на фонд е од минимален влог на инвеститор, дали тоа е правно лице или физичко лице, минимален влог е $1,000,000. Во Европа, каде што имам работено како надворешен консултант портфолио стратег, таму е €100,000 минимален влог или 200,000 во зависност исто на фондот и на юрисдикција и на држава. Кај нас во Македонија законски минимален влог е €50,000 на инвеститор. Тоа е законски пропишано по закон. Кај нас ние минимален влог во Limitless Global Fund, фондот што го управуваме од Limitless Fund Management, минимална уплата е €200,000. И таа уплата од €200,000 може да биде исто така програмирана. Значи може да биде пример €70,000 на влез и после тоа другото да се исполни со тек на време и години. Тоа е минималниот влог. Инаку за регистрација на приватен инвестициски фонд според законот во Македонија потребно е минимум €500,000 да се има под управа за да може да се регистрира фондот. Така да ние тоа веќе го направивме нормално за да добиеме лиценца од Комисијата за хартија од вредност, Security Exchange Commission кај нас во Македонија, и тоа веќе ние го обезбедивме, моментално веќе работиме еден месец кај што сме регистрирани и ние веќе имаме преку скоро $1,2 милиони под управа. Добра, колку време траеше овој процес? Мислам, сите овие информации кои што ги изнакажавме се нови, делуваат можеби малце застрашувачки за оние што слушаат. Значи, колку време траеше овој процес? Дали беше комплициран? Како одеше собирањето на капиталот за првиот фонд, значи на fundraising што го викаат на англиски? Да. Во нашата ситуација, во мојата ситуација тука со фондот заеднички ова што го правевме, испадна малку полесно, затоа што еден од коосновачите на Limitless Fund Management фирма, односно друштвото што управува со фондови, еден од коосновачите, Петар Кашуба, бизнисмен, добро познат тука во Македонија, беше исто така наш клиент. Ние веќе преходно работевме на негово портфолио, на странски пазари на акции и имавме силен перформанс, исто така на нивната фирма, на нивната фирма имавме така исто многу добри перформанси, така да заедничката соработка од преходно едноставно кога со тек на време, кога се работуваш, расте и самодовербата после неколку успеси и исто така мојата идеја преточена кога од другата страна, значи знаеш, не е само да се има идеја, треба од другата страна да има некој, да има слух, да има сен за бизнис, за да може таа идеја да ја препознае и за тоа нештото да се материализира. Така да во ова ситуација тоа и се случи на тој начин. Инаку што се однесува за другите портфолио менаџери, по мој предлог, иницијатива, затоа што јас ја видов нивната безпрекорност и спремност, по моја иницијатива и предлог им се допадна на сите идејата
и едноставно така испадна да го правиме ова и да го отвориме овај приват инвестицијски фонд. И како што кажав, збирањето на средства не беше воопшто проблем, но процедурата доста си траеше нормално, затоа што сепак ова е регистрирано како институција, фондот е институција, и така да и потребно е доста време, но меѓутоа јас што сум пријатно изненаден, Комисијата за хартија од вредност можам да потврдам дека на вистина се максимално професионални, максимално обучени и максимално запознаени со целата таа материја, и покрај тоа што ние регистриравме нов вид на фонд што досега во Македонија со сите овие инструменти не работел, ние сме уникатни тука, можеби најверојатно сме први на Балканот што работиме на таков начин. Им требаше време на сето тоа да се процесуира, но меѓутоа, како што кажав, навистина сум пријатно изненаден од Комисијата на хартија и вредност во Македонија. Навистина има врвни професионалци таму што работат и што си ја знаат работата, и процесот одеше навистина одлично. Тоа е добро да се слушне дека некоја институција во Македонија работи на завидно ниво. Дарко, кои се клучните трошоци и надоместоци, односно менеджмент фи во оваа работа? Владко, многумина можеби знаат што така информативно разгледувале на интернет. Стандардно кај хедж фондовите во светот обично е 3% менеджмент или 2% менеджмент со 20% менеджмент со 20% провизија на успех, значи на нето добивката од самиот инвеститор. Така да ние тоа истото го направивме, немаме ништо тука различно, но меѓутоа тоа што кај нас е различно е немаме ние за провизија за влез. Обично фондови тука на Балканот, во Македонија и други типови на фондови имаат провизија на влез. Кај нас нема влезна провизија и исто така не постои излезна провизија после третата година на инвестицијата. А инаку менеджментот е скалес во зависност на инвестицијата, така и е различна тој процент на менеджмент провизија. Почнувајќи од највисоката провизија 4% што е годишно, се до само пола процент, 0,5%. Тоа е зависност на уплатата на поединечно на инвеститорот и така се рачуна. А инаку провизијата на успех е стандардизирана како во цел свет за сите приватни фондови, хедж фондови и така натака, е 20% на успех. Народски кажано, ние заработуваме само кога нашите инвеститори заработуваат. Тоа е логично некако, не? Апсолутно. Ајде малку да зборуваме за инвестицијската стратегија. Која е главната инвестицијска теза или фокус на фондот? Сектори, компании, географија? Така. Во тој дел ние сме навистина уникатни. Мојата идеја беше одамна да се направи нешто уникатно, да се направи нешто што не постои тука. Чинам дека во цел Балкан не постои такво нешто, во ваков тип на работа и на сите тие финансиски инструменти и средства и имоти што можеме да ги менаџираме. Зошто ние сме во тој поглед уникатни? Затоа што фондот што го имаме, ние можеме да менаџираме со недвижности, тоа е прва работа, со хартија од вредност, значи акции, ETF и така натака, исто така со обврзници и кеш депозити, но исто што е многу битно со private equity, со инвестирање во приватни фирми. Ние сите тие елементи во еден фонд, такво нешто, јас барем колку што запознаем, немам сретнато на Балканот, можеби има, јас немам сретнато. Инаку тоа го има редовно и може да се сретне во Америка особено, тоа го има често и во Европа и во другиот исто развиен свет, претпоставувам можеби немам истражувано за да потврдам, но претпоставувам дека и во други поразвиени држави, капиталистички развиени држави го има тоа.
Така да ние имаме доста шареноликост тука и во нашата стратегија сме, како што кажав, уникатни, посебни и можеме буквално во секаков тип на финансиски инструменти да инвестираме. И под прашањето што беше? Не те слушнав. Значи, во кој сектор инвестирате? Значи, каков тип на компании, каква географија следите? Така. Инаку што се однесува до берзите, од 11 постоечки сектори, во повеќето веќе инвестираме, веќе имаме инвестирано. Главниот акцент е во САД како најсилна економија и про бизнис економија. Така да, тоа е акцентот таму, но меѓутоа географски не сме ограничени, инвестираме и во Кина, во други пазари, во Азија, во ЕУ имаме нешто, и па дури исто така имаме некои позиции што се на силни фирми, докажани корпорации што се во Јужна Америка. Така да, географски буквално во цел свет немаме никаква ограниченост. Канада, Австралија, буквално во се инвестираме, но меѓутоа сепак тоа мора да се запазат принципите на фундаментална анализа и сепак се бара фирми што ние едноставно не инвестираме во, еве народски кажано, познатото Magnificent Seven, што секој втори инвестира таму. Значи ние не инвестираме во тие, ние инвестираме во средни компании и помали компании каде што имаат силен потенцијал, каде што обично има иновација или каде што има стабилност. Имаме и такви фирми. Пример, имаме компании што се долго докажани, но меѓутоа далеку се од Magnificent Seven, така да има голем простор за раст. И нормално, сето тоа е диригирано од макроекономијата. Врз основа како е макроекономијата, така и се прават тие стратегии во сите овие инструменти. Така, како идентификувате и евалуирате потенцијални инвестиции, deal sourcing и due diligence? Да, како што спомнав пред малку, пошто имаме исто така инвестирање во недвижности и во private equity, односно инвестирање на земање на удели во приватни фирми, ние имаме фирми што веќе имаме аутсорсинг, имаме договор со нив, каде што тие за нас го прават тој дел. Пример за тие што се за недвижности, имаме фирми што го работат тој due diligence дел, каде што треба да се провери одредена, пример, дали е тоа парцела или веќе некоја зграда во изградба, во почетна или во средна фаза, каде што тие како луѓе од нивна област си ги прават тие сите испитувања, па после тоа сите тие документации одат во кај нашата правна фирма, каде што веќе имаме исто така склучено договор за да ги провериме сите правни аспекти и ние после како портфолио менаџери во зависност на сите информации што ги имаме, донесуваме заклучок и донесуваме инвестициска одлука во тој дел. Истото се случува и кај private equity, имаме луѓе што соработуваме, што веќе имаат искуство во такво нешто, во тоа што работеле, за проценка на приватни фирми, за нивниот cash flow, нивниот терк, нивниот вид на бизнис. Така да имаме и тука соработка, како што кажав, аутсорсинг и сума сумару, која ќе видиме сите тие работи, ние најмногу како портфолио менаџери, покрај тоа што го менаџираме сето тоа, ние исто така главната работа наша е менаџирање на самото портфолио, односно на овие акции што одиме на светски пазари и другите работи после која ќе имаме сите филтрирани податоци од нашите фирми што го прават аутсорсингот, тогаш веќе донесуваме заклучок и донесуваме инвестициски одлуки. Сето тоа да биде во интерес на нашите инвеститори и да се осигураме дека ќе можеме да донесеме принос, добивка. Како влијаат тековните пазарни услови, Дарко, на овој бизнис модел, инфлацијата, значи каматните стапки, геополитиката, како се ово влијае врз вашата стратегија?
каде го гледате фондот за 5-10 години? Први за стратегијата, па после ќе ми кажеш за иднината. Владко, стратегијата се менува на фондот онака како што макроекономијата диригира. Што значи тоа? Ако имаме ние година каде што очекуваме макроекономски дека ќе биде добра, тоа значи дека ќе биде исто така добра за берзите. Во тој случај имаме добар процент алокација на капитал во акции, во ETF и во сите други берзи на акции. Ако сметаме дека одиме во една стагнација или пример рецесија, тогаш ние немаме алокација на пазарите на акции. Тогаш тој капитал се максимизира во делот на недвижности и во private equity, затоа што недвижностите знаеме дека се исто така докажан хедж против инфлација и така натака. Побарувачката расте, инаку не сме географски ограничени каде ќе инвестираме. Ние веќе имаме меморандум со работка и со странски фирми и странски фондови, вклучувајќи во Америка, што инвестираат, пример, во Саудиска Арабија, но меѓутоа во овој дел сега ние немаме таа можност моментално, поради што само што се регистрирахме, фондот се уште е мал за да влезе во една таква игра, но меѓутоа како што ќе расте фондот и како ќе ги работиме тие работи, со тек на време ќе можеме да одиме и во други пазари на недвижностите. И исто така на private equity, односно удели од приватни фирми. Исто така и тука, во тој дел не сме географски ние заклучени или да мораме сега ние се цел капитал во Македонија, апсолутно не мора. Можеме насекаде да го правиме тоа. Моментално алокацијата што имаме и на недвижности и на private equity што планираме да ја алоцираме е во Македонија, но понатака секако со тек на време како ќе растеме ќе се шириме и географски и затоа името од тука е limitless, затоа што ние гледаме безгранично, не се ограничуваме, немаме бариери, одам нас не излегле надвор од кутијата, што викаме out of the box, во начинот на инвестирање и од надвор од конвенционалноста и секојдневноста и веќе нешто што е веќе видено и чуено. Така да само небото е граница, имаме милиони идеи, со тек на време како што растеме, одиме на повеќе пазари. И пак уште еднаш само за заклучок накрај да кажам, во зависност на макроекономијата, некогаш имаме поголема алокација на акции во пазарите на акции, а некогаш имаме помала или минимална алокација. И другиот дел така се балансира. Во зависност на економијата, така се балансира и портфолиото наше. Така, каде се гледате за 5-10 години? Владко, мојата идеја и мојот мајндсет е дека сакам јас да постигнам нешто што не е постигнато, барем тука на Балканот. За светски рамки би било многу доста потешко, затоа што сепак предрасудите од странците се тука, мора да се шириме и на други пазари, мора да отвараме и понатака планираме и за странство да се отварат еден вид ваков на инвестициски финансиски инструменти. Мојата цел е да бидеме Berkshire Hathaway на Балканот. Таа е мојата цел. Така да мислам дека тоа е возможно, но меѓутоа со тек на време треба повеќе инвеститори да ја видат таа визија и како што ќе ги гледаат нашите перформанси, така со тек на време мислам дека ќе расте и фондот и се повеќе инвеститори ќе се ослободат да дојдат да инвестираат и да ни дозвола ние да ги менаџираме нивните средства и да направиме резултат што тие претходно не можеле да го имаат било каде. Марко, ти благодарам и ти посакувам среќни празници. Владко, ти благодарам за поканата. Среќни празници и тебе, среќни празници на сите што не гледа. Среќна нова година и се гледаме на наредна прилика и наредно видео.